Да замолам да бидеме кратки, без разлика... Вчера во владиниот кабинет граѓанските организации на средба со ресорни министри, Министерот за информатичко општество и администрација Манчевски потенцираше дека овој отворен пристап на владата на Република Македонија ги даде очекуваните резултати во спроведувањето на реформскиот пакет од планот 369 и дека оваа пракса ќе продолжи понатаму со оглед на фактот дека реформите, како корените промени се насушно потребни првенствено за граѓаните, за да го издигнат македонското општество на едно достоинствено и европско ниво. Меѓутоа, оно што оваа влада го реши како свој став, е дека тоа не сме да не биде ограничување. Ако ние сега кажеме дека затоа што немаме капацитети, не знам, за ИПА во МИО и затоа нема да аплицираме за ИПА проекти и нема да користиме европски фондови, не мислам дека тоа е решението, па да чекаме да направиме структура. Не, ние се дававме стратегија, имаме цели, мерки, рокови и наша работа е како ќе се снајдеме. Ќе се превртуваме на глава ако треба и заедно со вас и ни помагате. Мислам, имаме сериозна помош од граѓанскиот сектор и ќе стасаме до некако решение. Но, еве, она извонреден предлогот за тематски посебен состанок на оваа тема и за преговорите, ама еве не преговорите, само да ги инхибираме финансиските средства кои што се нудат на Македонија, нас не треба структуриран не диалог, него структурирана организација веќе. Посебен акцент на првиот од низата отворени денови на владата со граѓанските организации се стави на улогата на граѓанските организации во борба против корупција, во создавањето на услови за стабилно, правично и борба против корупција за инклузивно општество, во кое влада е правото. На вчерашниот прв отворен ден во владата на Република Македонија со граѓанските организации, во дебатата зедоа учество голем број представници на граѓанското општество со своји предлози и сугестии за одредени политики, како и на начинот на кој понатаму треба да се остваруваат оваа соработка. Ја поздравувам денешнава иницијатива и верувам дека ваквата пракса ќе продолжи и во иднина, како што и самите нагласивте, барем еднаш месечно ќе има вакви отворени денови. Меѓутоа, со оглед на фактот дека доаѓам од внатрешноста, а знам дека има многу и други заинтересирани колешки и колеги од други граѓански организации кои што сакаат да присуствуваат на вакви настани, но не се во можност толку често да доаѓат, замолувам ако може да се изнајде начин, барем повремено, вакви отворени денови да се организираат по региони, со цел што повеќе граѓански организации да бидат вклучени во овие процеси. Како особено значајни и драгоцени беа оценети предлозите идните отворени денови да бидат тематски фокусирани, како приоритетна тема беше издвоена учеството на граѓанските организации во пристапните преговори на земјата за членство во Европската Унија. Во таа смисла министерот Манчевски во завршницата на првата сесија на отворените денови ја поздрави идејата за регистар на граѓанските организации како ресорен потенцијал со кој ќе се црпат информации за граѓанските организации и нивната специфичност и експертиза, за да се инвестира и во соработка и уште повеќе да се отворат портите на владата, за да се слушне и уважи граѓанскиот глас.